Во летото 1974 година, по иницијатива на светски признатиот гајдаџија Пеца Атанасовски и етномузикологот Живко Фирфов, Илија Лашковски и други ентузијасти, во Долнени и Прилеп се одржа првиот регионален надпревар во гајда. Со поддршка на тогашните институции, надпреварот прерасна во Републички фестивал на народни инструменти и песни Марко Цепенков. По смртта на Пеца Атанасовски во 1996 година, со одлука на Советот на фестивалот, фестивалот го носи името на неговиот основач и е регистриран како Фестивал на народни инструменти и песни Пеца Атанасовски. Овој фестивал е единствен во земјава и на Балканот и главна задача му е да ги сочува од исчезнување древните и драгоцени вештини на свирачите на народни инструменти. Фестивалот има меѓународен карактер и во изминативе 5 децении на него настапиле над 10.000 инструменти од земјава и од светот. Како помина ова јубилејно 50-то издание на фестивалот Пеца Атанасовски? Ова 50-то јубилејно издание на Фестивалот за народни инструменти и песни Пеца Атанасовски помина на вистина одлично. Се уште ги сумираме импресиите, впечатоците од целиот фестивал. На вистина имаше доста што да се види, имаше богата програма, значи фестивалот траеше 2 дена, значи на 5 и на 6 јули, меѓутоа претходно имавме и некои други активности, ќе кажеме нели подетално и за нив, меѓутоа генерално впечатоците од фестивалот се одлични. Имавме за прв пат во изминативе години 50 на гајдаџи кои што продефилираа низ центарот на Прилеп и го отсвиреа она познато авизо отидов село Долнени пред споменикот на Пеца Атанасовски и на некој начин да му оддадат почит на големиот великан на македонската традиционална музика и на македонската гајда, така што на еден свечен начин се отвори фестивалот за народни инструменти и песни Пеца Атанасовски и на вистина беше едно убаво доживување за сите кои што беа присутни таму, да ги слушнат сите тие гајдаџи, уметници, инструменталисти, да му оддадат почит на великанот. Колку настани се одржа во рамки на овие фестивалски активности, колку учесници беа дел од ова јубилејно издание? Па вака, значи освен фестивалските вечери, кои што споменав дека беа на 5 и на 6 јули, имавме вкупно 250 учесници од сите краишта на Македонија, но исто така имавме и други придружни активности кои што беа дел од фестивалот. Ќе почнам со семинарот за народни инструменти и песни, кој што веќе 13-та година поред се одржува во рамките на овој фестивал и имавме некаде околу 15-тина млади учесници од Прилеп и Прилепско кои што беа пријавени на овој семинар и успеа да изучуваат народни инструментални мелодии како и песни од одредени краишта на Македонија и го збогатија своето знаење во врска со традиционалната музика и традиционалните песни инструменти. Понатаму имавме исто така промоција на зборник Фолклорот во минатото и денес, кој што е резултат на симпозиум со истиот наслов, кој што се одржува веќе 5-та година поред и во тој зборник може да се прочитаат реферати, односно стручни трудови од областа на фолклористиката, на етнологијата, на етномузикологијата, на етнокореологијата, од еминентни истражувачи од повеќе институти, а оваа година за прв пат имавме и една колешка од Унгарија, која што е фолклорист и која што се занимава со истражување на фолклорот во Македонија, така што сите кои што се заинтересирани ќе можат да прочитаат дел од тие трудови во овој зборник. Како еден значаен момент за одбележување на овој јубилеј, 50 години Фестивал за народни инструменти Пеца Атанасовски, е исто така и монографијата која што е по повод овој фестивал и во неа се содржани најзначајните настани, најзначајните
инструменталисти кои што настапувале на фестивалот, значи најзначајните личности кои што продефилирале сите овие 50 години наназад, значи со почетоците од 1974 година па се до 2024 и тука само ќе споменам дека во чест на Пеце Атанасовски после неговата смрт во 1996 година фестивалот го носи токму неговото име, а инаку претходно бил фестивал за народни инструменти и песни со под раководство на Пеце Атанасовски. Така што имавме навистина една богата програма и тука исто така ќе го споменам и националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец, кој што на првата фестивалска вечер одржа целовечерен концерт со вокално-инструментални мелодии, значи вокално-инструменталниот состав при ансамблот Танец одржа еден свој концерт и на некој начин дадовме посебен белег на сето ова 50-то издание на фестивалот. Фестивалот има и надпреварувачки карактер, па секако најдобрите, најуспешните се закитија и со заслужени награди. Кои беа добитници на наградите? Така, секоја година фестивалот има надпреварувачки карактер и морам да кажам дека оваа година исто така имавме голема конкуренција. Главната награда на фестивалот, Гајдата на Пеце, ја доби Здравко Андонов од село Ињево, кој што има 81 година и долги години е учесник на овој фестивал, па оваа година стручното жири реши да му ја додели него Гајдата на Пеце. Во однос на Гран Прито, тука добитници беа културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Неготино, кои што се представија со две вокално-инструментални изведби и навистина беа најдобри во однос на останатите. Овде исто така имаме и 10 статуетки како специјални награди кои што ги дадовме на 10 културно-уметнички друштва и ансамбли кои што заслужено си ги добија овие признанија. И тука само ќе споменам дека по повод 50 годишнината имавме доделено, односно доделивме и 50 плакети на заслужни личности, институции, индивидуи кои што помагале низ годините на овој фестивал. Тука само ќе ги споменам Министерството за култура, Општина Прилеп, Општина Долнени, Центарот за култура Марко Цепенков во градот Прилеп и така натаму, значи голем дел на институции и ентузијасти кои што помагале во изминатите години на овој фестивал, си добија одредено признание за сето она што го правеле на фестивалот. Мислам дека е вредно да се спомене дека и најмладиот учесник и најмладиот гајдаџија оваа година на 50-тото јубилејно фестивалско издание имаше само 4 години и привлече голем интерес од присутните посетители. Да, најмладиот гајдаџија имаше само 4 години и на некој начин во изминатите години е еден од најмладите учесници и се надеваме дека до година повторно ќе го имаме. Тоа се работи за гајдаџија од село Ризари, од Кочанско, значи од навистина извонреден потенцијал кој што очекуваме дека во иднина ќе прерасне и во голем гајдаџија, така што фестивалот си ја оправдува својата улога и своето постоење и навистина привлекува млади учесници од сите краеви на Македонија, така што се надеваме дека и до година ќе имаме уште повеќе млади учесници. Ви благодарам за одвоеното време и на Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски му посакуваме долгогодишна традиција која што ќе се пренесува довека на многу следни генерации кои што ќе уживаат во звуците на нашите народни инструменти, зурлите, тапаните, останатите инструменти кои што се одлика на нашето поднебје и ќе ја пренесуваат таа традиција и на своите идни поколенија. Ви благодариме и на вас и секако очекуваме во иднина да имаме што повеќе учесници и уште долго да се одржува овој значаен фестивал за Македонија.